Почитувана колешке, сегашната власт во минатото како опозиција беше жесток критичар на мерките за покачување на плати и пензии пред избори. Сега, во пиар кампањата на оваа влада, тоа се толкува како вложување во човечкиот капитал. Нова мерка. Но, со овие две мерки имаме два проблеми. Потребно е да се работи за зголемување на квалитетот на продуктивноста на администрацијата и вториот проблем дефицитот на пензискиот фонд кој што беше акцентиран и во последниот извештај на ММФ. Ќе ви реплицирам на темата здравство, очекувано, и со вашата последна теза дека клиничкиот центар кој што го проектираше ВМРО-ДПМНЕ бил неуспешен. Неуспешен затоа што вие го укинавте. Наместо тоа распишавте тендер од пола милиарда евра за нов клинички центар, а нема направено соодветни студии. Дали археолошки земјиштето дозволува таков објект, на чии парцели ќе се гради тој клинички центар и дали ист ваков клинички центар во земја од каде што треба да биде инвеститорот е направена за дупло помала сума, за 250 милиони евра. А ние ќе градиме клинички центар кој што ќе кошта 500 милиони евра. Колешке, пред 3 години во Истанбул е направен најголемиот клинички центар на светот. Најголемиот, кој што кошта малце повеќе од пола милиарда евра. Зарем ние ќе се надпреваруваме со вакви милионски градови? Со кој кадар ќе ги обстоиме услугите? За здравство наведовте покачувања, зборевте во бројки, точно е, буџет се зборува во бројки, но вие бројките дали знаете во што ќе ги примените? Каде одредената сума на покачување, на кој начин ќе искористите? Упорно зборувате дека ги задржувате младите лекари. Ова е втори или трет пат како ќе ви кажам. На законот донесен во јануари месец оваа година, значи пред 10 месеци, каде што лекарите со општа пракса се задолжија за 6-месечен стаж, на конкурсот се пријавија 64 луѓе. Од завршените 260 во последната година дена. Откако заврши конкурсот до 1 ноември, од тие 60 лица, само 6 души, значи само 10% ја прифатиле понудата за ваков 6-месечен стаж. Кажете ми, дали еден доктор од општа пракса земал плата? И колкава плата земал? Јас ќе ви кажам, ниту еден. Вашите чекори преземени во здравството се само на хартија. Во пракса не е така. Овие бројки тоа најдобро го покажуваат. Како може да кажувате дека буџетот, се фалите дека се покачил? Кога вие како прво немате стратешка основа на кој начин ќе го градите здравството? Ќе има ли јавно-приватно партнерство? Вас ве прашувам. Како може без таков концепт да кажете на кој начин ќе ги трошите парите? Ќе има ли централизација или децентрализација на системот за стерилизација и на лабораториските реагенси? Кажувате оти ќе трошите повеќе пари, а тие потоа ќе ги дадете на приватна фирма. Хајде тоа ми го објаснете на прост начин. Објаснете ми како вложувате во нешто за по 1 до 2 месеци да го продадете на приватна фирма. И чии ќе бидат тие приватни фирми? А вие зборувате за криминал, за проценти. Барем не зборувајте кога лицето не ви е чисто.
Одговорете на прашањата за кои што ви поставив одговор. Не ми зборувајте со бројки. Конкретно, имате ли концепт? Дали ќе има централизирана стерилизација? Дали ќе има приватно јавно партнерство? Ако тоа го не знаете, џабе се што зборувате. На кој начин ќе ги потрошите одредената сума на пари која што ви е предвидена за покачување, ако тоа не го имате на ум? Здравството продолжува да тони од ден на ден. Лекови по аптеките нема. Сте биле во аптека? Не. 10 генерички лека во моментот нема во аптеките, во ни една аптека. Проверете. Значи, на 5 ноември за лекот, кој што упорно се фалите дека сте го донеле, спинразата за спинална мускулна атрофија, на 5 ноември оваа година го воведовте лекот Нусинерсен, за кој потрошивте 2,5 милиони евра, кој што е паралела на спинразата. На кои деца ќе се дадат овие дуплирани лекови? И зашто се потроши 2,5 милиони евра? Одговорете ми тоа. На кого му завршивте услуга? Да набавите лекови кои што не ви беа предвидени. И тоа го реализирате 2,5 години подоцна, откако премиерот Зоран Заев рече дека ќе го набави лекот. Ова се податоци на 5 ноември 2019. Зборувате е покачен фондот за имунизација, за вакцините. Тоа е добро и тоа го поздравувам и така треба да биде, но знаете ли какви редици има кај матичните лекари за закажување на мој термин? И дека во моментот пензионерите не може да ја добијат вакцината. И дали знаете од двете нови воведени вакцини, колкав е процентот на имунизација кај одредената група на деца кои што треба да ја примат? Знаете? Не. Ќе ви кажам. Помалку од 15%. За разлика од вас, поливалентната вакцина, која што успешно се аплицира во нашата држава, воведена во времето на ВМРО ДПМН, има процентуална применост над 90%. Тоа е разликата. Тоа е разликата меѓу вашето популистичко зборење и праксата со која се соочуваат граѓаните и сите здравствени работници. Зборувате напразно со бројки, без да знаете во што ќе се потреша таа сума на пари. Јас би бил задоволен доколку вие бидете искрени и тоа го признаете, бидејќи ова е проблем и секој нормален граѓанин кога ќе го слушне ова ќе се запраши. Покачувате буџет, а не знаете зашто. Наредивте за инсулини, тоа е во ред. Но што ако од утре министерот, како што најавува, ќе рече дека тоа ќе биде со централизирана набавка? Дека болниците ќе одат под приватно јавно партнерство? Значи, целиот концепт за се што зборувате во еден момент ви пропаѓа. Вие немате заеднички концепт. Вие како пратеници, кои што треба да ги донесете одлуки, имате различни ставови со Министерството и за здравство, и за финансии. Се надевам на краток и прецизен одговор, за да можам пак да ви реплицирам. Благодарам.